По 11 пат денеска беше доделена наградата Тоде Петревски за репортажа во чест на прерано починатиот доајен на битолското и македонското новинарство, а која секоја година ја доделува редакцијата на Битолски весник. Оваа година наградата му припадна на Емилија Саравска, како една од битолските новинари која негува репортажата преку својата емисија Мотиви. Пред 12 години го изгубивме новинарот Тоде Петревски, почина прерано. Во моментот кога најпоќе можеше да даде во новинарството, човек кој што остави неизбришливи траги не само во битолското, туку и македонското и надвор од Македонија новинарството. Тој мене практично ми беше и учител во новинарството. Не учеше на една филозофија која што денес младите новинари треба несебично да ја прифатат, дека новинарството е вечна борба и дека новинарот секогаш треба да се бори, никогаш да отстапува со силата на професионалноста, аргументите и вистината. Кога пред 16 на години започнав да пливам во водите на новинарството, добив еден прекрасен совет од господинот Тоде Петревски, кој рече: "Еј, зари ти тука се најде?" Една од драгите ученички на мојата сопруга, и верувам дека ако во животот те води вистината, ќе бидеш добар новинар. Така што до ден денес таа мисла ми е мисла водилка, колку е пожелно да се работи со вистината во денешно време како новинар. Знаеме сите, меѓутоа на вистина треба да се има доблест, да се служи човек со вистината и од тука да поаѓа кога работи тоа што го работи, да го сака и така натаму. Сопругата на доајенот на битолското и македонското новинарство Снежана Петревска истакна дека овогодинешната награда замина во вистински раце. Наградата оваа година ја понесува Саравска, Емилија Саравска. Мене ми е многу драго затоа што таа беше и моја ученичка. Се надевам дека добро се познава со Тоде, меѓутоа младите генерации доаѓаат и јас сум сигурна дека оваа награда ќе ја понесат и многу млади луѓе, зашто веќе генерацијата на Тоде ја доби наградата. Инаку Тоде Петревски долги години беше дописник на радио Скопје од Битола, а едно време тој беше дописник на македонското радио од Келн, Германија. Инаку водилка во кариерата на Петревски беше исклучиво и само вистината.